Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денеска е петок, што значи дека емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Периферната артериска болест е сериозно кардиоваскуларно нарушување. Што ја предизвикува, на каков начин се манифестира, кои диагностички методи се потребни за да се открие, се лекува ли на хируршки или пак хирургијата е единственото решение? Доктор Ристе Зимовски, специјализант по општа хирургија во Жан Митрев клиник, е денешниот гостин во Телма амбуланта. Докторе, добре ни дојдовте во емисијата и во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата, чест и задоволство е да се биде со вас. Поздрав до вас и до гледачите на вашата телевизија. Докторе, има еден став дека нашата возраст е во директна корелација со здравјето на крвните садови. Еве сега ќе го погледнеме првиот елоп за денеска. Вие ќе појасните дали ова факт или не, кој што гласи: човекот е стар колку што се стари неговите артерии. Има ли вистина во ова? Точно, се сложувам. Би рекол дека човек е млад онолку колку што се здрави неговите крвни садови, бидејќи крвните садови на некој начин представуваат огледало на целокупното здравје на еден човек. Возраста, за жал, е еден од оние непроменливи фактори кои што влијае на всушност состојбата на крвните садови. Покрај возраста, тука и полот, се од оние два непроменливи фактори кои што за жал влијаат на состојбата на артериите, односно на целокупните крвни садови. Така да човек како што старее се случуваат одредени промени во крвните садови кои што постепено и пополека знаат да предизвикат сериозни болести. Но и млади луѓе може да имаат некакви нарушувања на крвните садови, да имаат атеросклероза, да речеме, а повозрастните може да го немаат тој проблем, или пак сите ќе добиеме атеросклероза со годините? Видите, има некои студии кои што велат дека атеросклерозата се јавува уште во рана возраст. Меѓутоа, брзината на напредувањето на атеросклерозата пред се зависи од некои наши животни навики. Као што кажавме, постојат два фактори као пол и возраст кои што се непроменливи. Меѓутоа, има доста и фактори кои што ние самите на некој начин придонесуваме за забрзување на процесот на атеросклероза, па така точно може да се појави и млади индивидуи, за жал, се помлади, као резултат на некои нездрави животни навики. Брза храна, мала спортска активност, пушење, консумирање на алкохол, обезност, така да има доста животни навики кои што придонесуваат за забрзување на овој процес. Го споменавте полот. Да. Зошто тој е важен? Полот е важен бидејќи студии велат дека мажите имаат поголема инциденца за заболување на крвните садови, бидејќи жените додека се во посебно репродуктивниот период се заштитени од естрогенот како хормон. Но со менопаузата се менува ли сето тоа? Со менопаузата, да, пополека се изедначува, значи штом заврши тој период на менопауза, пополека не постои некоја голема разлика во однос на инциденца на заболување помеѓу мажи и жени. Може ли да ни појасните што всушност се случува со крвните садови кога на нив ќе почне да се таложат мастите и сите останати? Да. Као што кажав, атеросклерозата значи се јавува уште во рана возраст. Сега процесот на всушност нејзино забрзување, односно забавување, зависи од нас самите. Всушност атеросклерозата подразбира една состојба на таложење на масти, на холестерол околу луменот на крвниот сад, значи околу интимата на самиот крвен сад, кој што постепено доведува до намалување на протокот низ соодветниот крвен сад, и на тој начин всушност се намалува количеството на крв за одредената регија. Во одредени случаи, значи може да дојде и до ерупција на плак, па дури да дојде до целосно запушување на крвниот сад и на тој начин да дојде до еден недостаток на циркулација за дадената регија. Доктор, атеросклероза може да се јави на секој крвен сад во телото? Да. На сите? На артериските крвни садови. Артериските крвни садови, атеросклерозата е всушност генерализирано заболување. Штом се појави на едно место, најверојатно постои во крвните садови и на друго место. А се јавува ли некаков воспалителен процес пред да настапи атеросклерозата? Претходи ли некаков воспалителен процес? Да, добро, видите, воспалителен процес постои во смисла на тоа дека, као што кажав, самиот процес на атеросклерозата подразбира оштетување на интимата на крвниот сад. Организмот има својство да се бране
значи од самото оштетување, и тоа предизвикува одредена воспалителна реакција. Таа воспалителна реакција доведува до всушност забрзано таложење на масти, на одредени цитокински, всушност на одредени цитокини кои што доведуваат до забрзување на процесот на атеросклерозата и до забрзување на всушност полнењето на тие плакови со масти и со холестерол. Така да всушност на некој начин доаѓа воспалителен процес кој што е во рамките и во склоп на имунолошката реакција на организмот кон оштетувањето на самиот крвен сад. А опасно ли е доколку овој плак се наталожи на крвните садови, на нозете, на рацете, на екстремитетите? Да. Бидејќи обично се плашиме доколку се појави во близина на срцето, па потоа на крвните садови што ја носат крвта во мозокот. Што е со крвните садови на нозете и рацете, на екстремитетите? Да, како што рековме, нели, атеросклерозата е генерализирано заболување, така да многу често се таложи всушност и на крвните садови на нозете, односно на екстремитетите, и во тој случај тоа е дефинирано како периферна артериска болест. Така. Периферна артериска болест, значи всушност атеросклероза на крвните садови само на нозете или на рацете? Видите, и на рацете, меѓутоа инциденцата на појавување е поголема на нозете, некаде во светски рамки околу 15 до 20% од светската популација, значи страда од периферна артериска болест, па и Македонија не е исклучок, и со тие проценти некаде приближно и ние всушност имаме таква инциденца од 15 до 20%, значи од популацијата во Македонија страда од периферна артериска болест. Точно ли дека болеста не е доволно препознаена? Обично се меша со некои други диагнози? Па да, најверојатно пациентите и ние као индивидуи имаме некој одбранбен механизам со кој што всушност се браниме од помислата дека можеби боледуваме од периферна артериска болест, па така многу често болката во нозете знаеме да ја препишиме на промени во времето, на реума, на старост, на прекомерна тежина, некоја прекомерна физичка активност, така да во тој поглед всушност постои еден начин на недоволно препознавање на болеста. Докторе, да поразговараме уште малку за ризик факторите кои што придонесуваат да се развие оваа болест. Очигледно дека се истите кои што доведуваат и до атеросклероза, но еве овие два фактора кои што можат да се издвојат, ги издвоивме во денешната телма амбуланта, па можеме да го видиме следниот телоп кој што гласи: пушачите се под зголемен ризик да добијат периферна артериска болест. Докторе, дали цигарите директно ја предизвикуваат болеста? Видите, не би рекол дека директно, меѓутоа придонесуваат за забрзување на процесот. Као што рековте, има и други ризик фактори, тука се пушењето, дијабетот, нерегулираниот притисок, хиперлипидемиите, обезноста, така да постојат повеќе променливи ризик фактори, односно оние наши животни навики кои што знаат да придонесат за развивањето на периферната артериска болест, вклучително и пушењето. Димот од цигарите содржи околу 4000 различни честички во себе, така да сите до крај не си испитани за какво влијание имаат врз крвните садови, меѓутоа од она што е познато до сега во студии, се вели дека всушност тоа е веќе патофизиологија, би ни требало и една посебна емисија само за патофизиолошките механизми на цигарите да се објаснат врз крвните садови, меѓутоа накратко би рекол дека предизвикува димот од цигарите, знае да предизвика намалено ослободување на азотен оксид, кој што е многу важен и потентен вазодилататор на самиот крвен сад. На тој начин крвниот сад станува ригиден и ја губи еластичноста, односно способноста за вазодилатација. Од друга страна, знае да предизвика всушност и зголемување на, односно влијање на нивото на рецепторите на тромбоцитите, па ја зголемува и агрегацијата на тромбоцитите. Така да пушењето во дефинитивно е еден од најголемите, заедно со дијабетот, би рекле, ризик фактори кои што допринесуваат за забрзување на процесот на атеросклероза. Дури историјата на пушење, ако некој пушел некогаш па престанал, и тоа е ризик фактор? Да. Околу 90% од пациентите со периферна артериска болест имаат историја на пушење. Значи, без разлика дали ставаме збор за активни пушачи, исто така с големен ризик имаат и лица кои што прекинале со пушење пред известен број на години, па дури и пасивните пушачи влегуваат во таа категорија на зголемен ризик.
Следниот ризик фактор веќе го споменавте, гласи дијабетесот е ризик фактор за периферна артериска болест. Знаеме дека дијабетесот ги оштетува големите, малите крвни садови. Претпоставам дека на тоа се должи. Точно, значи дијабетот исто така има свои патофизиолошки механизми преку кои што предизвикува оштетување на самиот крвен сад. Би рекла дека тука таа дислипидемија, зголемена инсулинска резистенција и се едни од основните причинители за оштетувањето на крвните садови. Во долна линија и пушењето и дијабетот својот механизам на дејство го предизвикуваат, односно го остваруваат преку оштетување на ѕидот на крвниот сад, као резултат на што во основа се случува таа воспалителна реакција која што ја спомнавме претходно, која што доведува до забрзано таложење на масти и на клетки во самата интима на крвниот сад и постепено всушност стенозирање на тој крвен сад. Докторе, да им дадеме можност на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани 307677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доктор Ристе Зимовски, специјализант по општа хирургија во Жан Митрев клиник, е гостин во студиото на Телма и токму тој ќе ги разреши вашите дилеми поврзани со темата на која што зборуваме. Докторе, дали периферната артериска болест може да не даде никакви симптоми? Значи да имаме проблем на таложување на плак во крвните садови, а да не чувствуваме ништо? Да бидам искрен, мислам, периферната артериска болест речи секогаш се манифестира. Значи секогаш знаеме дека е присутна, само зависно од периодот на напреднатост на болеста дава различна симптоматологија. Оној најпрв почетен стадиум на почеток на таложење, значи на масти во крвните садови и развивање на атеросклероза на долните екстремитети, вообичаено значи дава болка, меѓутоа при еден екстензивен физички напор. Така да понекогаш знаеме работа. Тука има една градација на периферна артериска болест, груба поделба во 4 всушност фази, Фонтейн 1 до 4. Фонтейн 1 е всушност она прва фаза за која што пациентите може всушност на некој начин да ја препишат болката во мускулите на интензивен физички напор. Значи при интензивен физички напор, трчање и така може да се јави одредена болка која што може да ја препишиме на заморот кој што го чувствуваме. Фонтейн 2 е момент кога човек значи има способност да испешачи некои 50, 100, 200 метри и започнува да чувствува болка во мускулите. Фонтейн 3 е веќе болка при мирување, значи ногата... Значи може ногата да боли во мирување? Може да боли во мирување, и Фонтейн 4 е веќе кога започнува еден процес и на некроза, односно гангрена на екстремитетот, промени во колоритетот, така да тука веќе јасно дека станува збор за напреднат процес на периферна артериска болест. Кои мускули најчесто болат? Обичаено боли задната ложа од ногата, листот. Да, зависи од локацијата на стенозата. Зависи од локација на стенозата, меѓутоа највообичаено боли точно листот. Имаме гледач на линија, да му дадеме можност да постави прашање. Добар ден и поздрав до некој. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, добар ден, повелете. До докторот. Сакаме на прашање, мислам, пред пар години, 99-та година, се стигна во една приватна ординација, правев на нозете проводност на артерии и ме најдова слабо проводни артерии. И ништо не ми дадува ни лекови, ни некаква превентива. Меѓутоа, јас сум спортски дух имам, водам точак, пешачам. Само имаше период кога ми се појави болка во мускулите, рецимо горе во нозете, а на листовите нема. И случајно отидов на една рутинска контрола во Систина и направив КТ и докторот ми рече веднаш сум за операција. И ја веднаш одлучив и ме оперирава од запушена стомачна аорта, али не сум имала никакви други симптоми. Така. Ја направив операцијата, значи сега во моментов имам байпас, меѓутоа сепак возам точак, активна сум, ништо немам болки овода, ама од време на време, речимо сега кога се менува времето,
кога пешача мака повеќе што вели докторот, па да речеме 1 километар или 2, осеќам болки или во долните мускули на нозете под колено, мислам, позади колено и мускулите предни, од бутот до коленото. И каква превентива, како како што да преземам, Во ред, ви благодарам што се вклучивте во Телма амбуланта, што го споделивте вашето искуство, секако и на прашањето, докторе, повелете. Да. Добро, кај пациентката е направена замена на абдоминалната аорта со васкуларна протеза, најверојатно причината за тоа било значи запушување на надворешните илијачни артерии. Меѓутоа, штом тој процес се наоѓа значи во абдоминалната аорта и во илијачните артерии, најверојатно е процес кој што се спушта и надолу по долните всушност крвни садови, така да моја препорака е повторно да се направи еден компјутер и на тој начин да се утврди степенот на стенозираност на крвните садови на долните екстремитети, за да се види дали тоа е гранично, да не е потребна некоја форма на реваскуларизација и секако тука мислам да продолжи гледачката со физичка активност, умерена физичка активност, да продолжи да ги зема лековите кои што се неопходни за таквите заболувања и секако една препорака за компјутерско снимање уште едно на периферните крвни садови за евентуална проверка и проценка на состојбата на крвните садови на нозете. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам поздрав до емисијата, до вас и до докторот. Ви благодарам. На долните екстремитети на нозете, на предната страна на подколеници, имам иритација на кожата со отсечање и мали плювчиња. Тоа ми се појави прв пат во пролетта, летото ми се изгуби, а повторно се појави. Значи на кожно ми рекоа дека е тоа надворешна капиларна циркулација, која што срцето не може доволно крвта да ја враќат назад. Сега ми дадоа нешто да се мачкам за да ми помини тоа, меѓутоа што треба понатака да испитам јас за да се утврди тоа дали е така или не е така, пошто рекоа дека не е инфекција на нозите. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, во овој случај може да станува збор за одреден степен на венска инсуфициенција, кој што исто така знае да даде промени во колоритетот на кожата, што колегите заклучиле дека всушност враќањето на крвта назад е отежнато. Така да во тој случај препорака за гледачката е да дојде кај нас во Жан Митрев клиника да може да направиме еден флеболошки преглед за да се утврди всушност дали постои некоја инкомпетентна валвула во самата вена која што го оневозможува враќањето и предизвикува една форма на венско воспаление. Уште еден гледач очекува да постави прашање во емисијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ова лето мојот супруг направи операција бајпас на срце и бајпас на двете нозе. Па би сакала да прашам нешто што понатака сега во животот. Така, добро, ова е добро прашање. Ви благодарам за вклучување во емисијата. Да, добро, пациентката е оперирана, значи од срце и од периферен бајпас. Целта е веќе да се почне да се враќа во нормален колосек, значи да најнормални животни активности. Прекин со пушење, една нормална здрава исхрана, пешачење, така да тоа се всушност препораките, всушност операциите се прават за да се реши проблемот, така да сега само подобрување на животните навики и секако умерени физички активности. Да се навратиме на темата на која што зборувавме. Имаме гледач, ајде да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Од минатата година имам болки во листовите, која ќе чекорам. Така, при движење. Малку едно 100 метра и после тоа почнуваат болки. Потоа испадна дека имам ревматска полиемијалгија и са дали се тие болки од ревматската уште траат, и взимам лекови, подобро ми е, ама
тие болки во листовина ќе се уште траат кога се движам, а другото ми е подобро. Дали од ревматска полимиалгија или од вие што кажете периферна артериска болест. Што ние да лекар до сега не му кажал на ова на артериска болест, дека може да бидат болките. Добро, еве сега докторот. Доктор, по телефон можете да разрешите дилемата или имате некој подпрашање? Јас имам подпрашање, дали болките се во мускулите или се во зглобовите? Дали имаме се уште гледачката на линија, дали болките се во зглобовите или во имаме проблеми мускулите? со зглобовите на колената, но ова се листовите. Аха, баш во мускулите. Добро. Мускулите. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да, тоа е Што би една препорачале? од диференцијалните дијагнози кога луѓе се жалат на болки во мускулите и во нозете, така да моја препорака за нашата гледачка е да направи компјутеризирана томографија на крвните садови на нозете, за да може со сигурност да потврдиме или исклучиме периферната артериска болест. Меѓутоа, многу често, значи, токму вакви причинители ишијас и така натаму знаат да бидат артритис, да бидат диференцијално дијагностички, значи мамки и да не пратат во една погрешна насока. Така да еден совет до гледачка, доколку е во можност да направи компјутеризирана томографија за да може јасно да се види видат крвните садови на носите. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден во програма сте, ве слушаме, повелете. Само голем поздрав до доктор Ристе. Се јавувам од Охрид. Така. Мајка ми беше пред 2 години на операција. Најдобриот доктор во Жан Митрев. Така, ви благодарам, еве, што се вклучивте и што споделивте. Еве, што упативте комплименти до нашиот гостин кој што е во студиото на Тилма. Најдобриот докторе. Благодарам. Докторе, дали периферната артериска болест може да се дијагностицира понекогаш со обичен физички преглед? Значи да дојде пациентот да каже каков проблем има, вие да го пипнете мускулот на ногата и да заклучите дека се работи за тоа. Да, добро, анамнезата и физикалниот преглед се сепак основна и подобна точка, нели, за дијагностицирање не само на периферна артериска болест, туку на било кое заболување, така да добрата анамнеза, давањето на овие податоци за болки во мускулите при движење, во мирување, знаат да бидат доста корисни во поставувањето на дијагнозата, а и самата нога, кај лица кои што имаат периферна артериска болест, има одредени карактеристики. Вообичаено, значи, ногата нема доволно влакна, посебно кај мажите, значи влакнистоста се менува, кожата добива една светол изглед. Понатаму има промени и деформации во самиот раст на ноктите. Вообичаено едната нога е постудена од другата. Кога станува збор за изолирана периферна артериска болест на една нога, процесот на другата се уште не е до тој стадиум напреден. Се палпираат пулсации на самиот екстремитет, дали да се работи за дорзалис педис, за ретромалеоларис, за поплите, така да физикалниот преглед останува една од главните алатки за дијагностицирање на периферна артериска болест. Значи на ваков начин и може да се постави всушност дијагнозата. Да, посебно и кај лица кои што имаат веќе започнато понапреден процес на атеросклероза, па имаат и промени во колоритетот и на кожата, така да дефинитивно дека може да се постави понекаде дијагноза дека станува збор токму за ова заболување. Добив знак дека уште еден гледач чека да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сте, ве слушаме. Добар ден. Јас сум 80 години. 80 години сум. Така? Веќе 5 години имам констатирано преку компјутерска томографија проблеми со циркулација на долните екстремитети. Така, добро. Тоа го чувствував преку одење со болки на 200-300 метри. Господине, ќе ве молам да не го следите тонот на телевизорот, намалете, следете не во слушалката, изборувајте во континуитет. Така, кој е вашето прашање конкретно? Значи имате дијагностициран проблем кога се движите, забележувате симптоми? Да. Користам лекарства со кои, бидејќи сум возрастен човек,
и ќе го прашувам докторот. И дали можам да продолжам така со животот? Имам болки на 200-300 метри и не морам да одам на операција. Така. Добро. Прашањето е дали со лекарства можам да функционирам до крајот на животот, да не би ишол на операција. Ето, ризично веќе во мои години. Јасно. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Еве, пациентот има 80 години, ваков проблем, што советувате кога ќе се јави на оваа возраст пациент? Добро, тука да се видите, возраста влијае, меѓутоа не е пресуден фактор. Ваквите операции вообичаено се прават во спинална анестезија, така да, мислам, зависно од локацијата на оклузијата, односно стенозата на крвниот сад, така да не е, мислам, толку инвазивна анестезиолошката постапка. Тука се сведува на еден личен избор, дали пациентот сака да продолжи значи да живее на таков начин со лекови, со ограничено движење или да дојде и да може да се реши тој проблем. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, почитувани останете на Телма. Докторот ќе одговори уште на низа прашања поврзани со здравствената состојба за која што денеска говориме. За периферната артериска болест денеска во Телма амбуланта зборуваме со доктор Ристе Зимовски, специјализант по општа хирургија во Жан Митрев клиник. Докторе, веднаш имаме гледач, да го вклучиме, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Нешто да го прашаме доктора дали да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Оперирана сум пред 3 години на Само од режија ќе замолам малку да ни пуштат погласно, бидејќи слабо слушаме, повелете вие. Оперирана сум пред 2 години на масно ткиво на вратот. Така. И сега осеќам пред 1 месец дека повторно се појавува тоа. Добро, значи ова е нешто надвор од денешната тема, но еве докторот би можел да ви даде одговор накратко и за тоа, повелете. Вообичаено стана збор за липоми, кои што се многу чести, така да ако не и предизвикува никаков проблем на пациентката, нема потреба повторно да се оперира согласно возраста. Ако и предизвикува некоја форма на непријатност, притисок и така натаму, тогаш ќе биде потребно за жал повторно оперирање. Да се задржиме на болката што ја чувствуваат оние со периферна артериска болест на нозете. Да. Како таа изгледа? Наликува ли на грч? Да, една форма на грч. Значи, вообичаено пациенти се јавуваат на доктор баш кога ќе почне тој Фонтейн 2, кој што го спомнавме пред малку, и всушност при одредена, значи да кажеме некои 50 до 200 метри, секој индивидуално зависно со степенот на стенозата, им се јавува одредена болка во форма на грч. Најчесто, значи, тоа е силна болка која што ги принудува, значи, пациентите да седнат. Штом, значи, малку поседат пациентите, таа болка разминува и они се повторно способни за одредена минимално движење, околу пак повторно 50, 100, 200 метри, зависни индивидуално од степенот на преднатост на болеста. Тоа се случува бидејќи мускулот за време на физичката активност има потреба од зголемен доток на крв, зголемени нутритивни потреби кои што крвта ги носи со себе, вклучително и кислород, така да во услови кога всушност имаме намален проток, мускулот има инсуфициентност во однос на крвоснабдување, така да тоа е причината зошто се јавува таа болка. И истата причина зошто болката поминува кога пациентите малку ќе седнат и ќе одморат. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Прашање, добар ден и поздрав до него. Добар ден. Еве ве слушаме, да, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Да. Повелете. Кој е вашето прашање? Моето прашање е Моето прашање до докторот. Пред 2 години имав... Ало? Да, ве слушаме, само ве молам, намалите го тонот на телевизорот и следете го разговорот преку слушалката. Да.
Пред 2 години во март имав дидемерите ми беа 7.000 и установија во Така што која беше дијагнозата, што ви кажа? Као тром дека имам на десната нога под колено долу. И од тогаш сум на ксарелто веќе еве 2 години, а нон-стоп ми се дидемерите покачени. Дека тромб имам. Добро. А нон-стоп дидемерите ги мерам, ми дадоа ксарелто, нон-стоп го пијам. И сега последно пак ми идат од 800, никако не може да падна на 500, а нон-стоп сум 2 години на ксарелто. Затоа сакав да го прашам докторот дали да дојдам во вашата болница да се снимам нешто. Добро. Да видиме снимки, ехо правиме, тромпи имаат кичево, така демек немат распукување ништо. Така ви интересира совет што совет, да, што како да постапите во иднина, така. Во нивната болница 11 операции имаме направено, затоа и многу благодарна. Ви благодарам за вклучувањето во телмамбуланта. Докторот сега ќе ви даде насоки, повелете. Да. Добро, штом па овој пациентка, слушателката е на антикоагулантна терапија, она е заштитена од ризиците кои што може да ги носи тој тромб. Така да јас би ја советувал да дојде, да може да направиме еден колор доплер, компјутер, зависно не што е потребно кај неа, за да можеме да ги ставиме во нормално. Меѓутоа, дефинитивно има значајно подобрување од вредности од 7-8 до 800, значи сепак лекот антикоагулантен си го дал свој ефект. Со тоа што го прима во тие тераписки дози е доволно покриена, така да не треба да се плаши, меѓутоа треба да се јави, за да ако можеме на некој начин дополнително помогнеме. Уште еден гледач очекува вклучување во емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. И вас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Ете така. Нема проблем. Во ред. Кој е вашето прашање? Ја имам 2 години веќе болки во рацете. Во шаките. Така. Само таму. На ноги, на нозете од време на време ќе ме фати некој пут што вика докторот грч на левата од коленица. Али јас ја решавам со удирање на ногата во тепих, односно во тепих во душек и повраќа тоа. Меѓутоа рацете нон-стоп, не можам тупаница да стегнам. Меѓутоа ја во рацете имам сила и во рацете немам болка ако не морам да стегнам тупаница. А ако станам доволно да ставам молив во рака и ако го стегнам, можам да го држам, нема да можете да ме ги устегнете. Значи јас сила имам во рацете, али немам кој ќе стегнам тупаница или кој ќе сакам нешто да направам, ме боли раката. Не едната, двете. Имам зимано, ми препорачава, што знам, ретровекс, као лек, као мас која ќе сврши работа, меѓутоа ништо не помага таја. Нити таја, ни хронотронг. Значи, лековите не ви дале ефект. Сега ви интересира што може да се направи понатаму за да се реши овој ваш проблем. Така, ви благодарам за вклучувањето во телмамбуланта. Да, добро. Не, покрај тука што може да стане збор за периферна артериска болест на горните екстремитети, може да станува збори за некој ортопедски проблем. Така да еден совет до пациентот е покрај она да се јави кај нас и да направи доплер на крвните садови на рацете, да евентуално ако таму све е уредно и све е добро, да се обради и на кај колега ортопед. Докторе, какви се анализи треба да се направат за да се постави дијагноза периферна артериска болест? Да, па рековме покрај физикалниот преглед, понатаму најчесто се поставува врз основа на колор доплер, каде што се визуализираат крвните садови со помош на ехоапарат, ангиографија, компјутеризирана томографија, кај нас во Жан Митрев клиника златен стандард за дијагностицирање компјутеризирана томографија, што јасно може да се види нивото и степенот на запушеност на крвните садови.
Ке го видиме сега и следниот телоп. Имаме гледач на линија, ке му даде можност на докторот да одговори на ова прашање во интерес на времето, кој што гласи: долго траат терапиите за лекување на периферната артериска болест. Што ова значи долго, докторе? Доживотно? Доживотно, да. Точно така, значи пациенти кај кои што е утврдена периферна артериска болест, треба да постои некоја форма на разрешување на истата. Сега, дали тука ќе станува збор само за изолиран медикаментозен третман, во колку болеста е откриена во почетна фаза, дали тука ќе биде потребна некоја хируршка реваскуларизација, во обата случаи, значи терапијата е доживотна. Тоа вклучува, зависно од типот на графт кој што е употребен во однос на хируршката реваскуларизација, соодветна антиагрегациона, антикоагулантна терапија, терапија за регулирање на нивото на холестерол, така да дефинитивно терапијата кај ваквите пациенти за жал е доживотна. А кога ќе биде одлуката хируршко решение, што се прави? Вообичаено тогаш се проценува, значи, нивото на запушеност на крвните садови, локацијата каде е всушност станува збор за запушување на крвните садови, и тогаш постои можност за две форми на реваскуларизација на екстремитетот. Едната е каде што користиме васкуларни протези, кои што всушност представуваат една форма на премостување на запушениот дел. Другиот начин е каде што користиме автологна вена од самиот пациент и ја поставуваме пред и по запушувањето. Тој начин вената на некој начин ја претвараме во артерија која што има за цел да го замени оној запушен дел од крвниот сад. Ајде сега да го слушнеме прашањето на гледачот. Добар ден. Дали се уште на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете, и се извинувам што малку почекавте. Благодарам. Сакам да го прашам докторот. Во спиење кога ти се пробуда, значи некојаш на една, некојаш на двете раце, значи задниот прст, малиот и до малиот прст, во текот на, значи према шаката, а може некојаш и до лактот, ми отрпнува. Некојаш една, некојаш двете раце, значи ќе мора да ги змасира малку па да ми помине тоа. Од дошо може тоа, од дошо дои. Значи малиот прст до малиот према шаката, некојаш и до лактот. Добро. Ви благодарам за прашањето. Благодарам и на вас. Трпнење на раце во сон. Добро, не мора да стане збор тука дефинитивно за некој атеросклеротично заболување, може да стане збор исто за некој ортопедски проблем, компресија на одреден нерв кој што може да се јави, може да стане збор за одредено невролошко заболување, така да према може едноставно е лошо некогаш да спиеме? Точно, меѓутоа сметам дека не треба гледачот да биде вознемирен, најверојатно во неговиот случај не е проблемот во болест на крвните садови, така да само дека ќе најде решение кај ортопед или невролог. Ајде да го погледнеме и последниот телоп за денеска, кој што се однесува доктора на превенцијата и гласи: превенцијата е најдобар лек за периферна артериска болест. Што се треба да вклучи таа? Значи, како што кажавме, самата атеросклероза се јавува, значи, на многу рана возраст, така да всушност од тогаш треба да започне и превенцијата за истата. Тука би наброил дека всушност оние треба да ги исфрлиме неквалитетни и нездрави животни навики. Прекин на консумација на алкохол во големи количини, прекин со пушење, физичка активност, намалување и редуцирање на телесната тежина. Ке оние лица кои што имаат фамилиарен ризик од периферни артериски болести и воглав, сами коронарни артериски болести, да прават скрининг почесто. Кај тие пациенти се препорачува некаде после 40 година да започнат со скрининг. Така да тоа се некои од оние препораки кои што се всушност кои што ги даваме кај пациентите за да го редуцираат ризикот од атеросклеротични заболувања. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Се гледаме секој работен ден во 12:45 секако на Телма. До гледање.